Заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски денеска беше присутен на граничниот премин Блаце по најавата на транспортните превозници за блокада. Николовски искажа поддршка за протестот на превозниците. Причината зашто сум тука на овој граничен премин е за да искажам поддршка во мое име и во име на владата, вели Николовски. Овој протест е предупредувачки протест. Превозниците сакаат да покажат што ќе се случува од 10 април натаму. Ова едно предупредување сметам дека е навремено со цел да се искористат месеците февруари и март и земите членки на Шенген зоната да најдат решенија, вели министерот. Вице-премиерот посочи дека во принцип постојат 3 возможни решенија за решавање на овој проблем. Првото решение е да се одложи примената на новиот електронски систем за превозниците. Второто решение е да се зголеми бројот на денови кои што можат да ги поминуваат во Шенген зоната превозниците, најмалку на 250 денови, соодветно поделено во циклуси од сегашните 180. Третото решение е да не се третираат како туристи професионалните возачи и превозници, туку да се третираат онака како што треба, како професионалци врз основа на тоа или да бидат исклучени од овие правила или соодветно со работни визи, како што во моментов прави само Швајцарија. Тоа да се уреди на тој начин да можат слободно да транзитираат, порача Николовски. Оцени дека се спротивно од ова ќе има големи последици и за македонската, регионалната, но и за европската економија.